На плоштадот во Старо Нагоричане се одржа манифестација на која беше промовирано првото CD на Сдруженијето Етно Ризница, кој е дел од проектот Триологија од изворни народни мелодии од североисточниот регион. Жителите на општините Старо Нагоричане, Крива Паланка, Кратово и Куманово имаа можност да слушнат 16 композиции, повеќето стари песни изработени во нови аранжмани кои ги изведуваат Благица Павловска, Душко Георгиевски, Владко Алексовски, Благоја Груевски, Ирена Спасовска, Круме Спасовски, Нино Величковски, Васил Валканов од Бугарија и други. Целта е да се промовира културното историско наследство вкупно, не само музиката од североисточниот регион. Сдруженијето има и други цели. Наредната цел е фестивал Денови на Балканска етно ризница кој ќе се одржи од 10 до 12 јуни на плоштадот во Куманово. Целта ни понатаму да продолжиме да ги прибираме сите оние стари песни, стари обичаи, сето она што нас не идентификува, ни го идентификува нашиот код. За аранжманите на песните беа задолжени Бајса Арифовска, Гоце Димовски од Синтезис и Цане Петров од Биоритам. Пејачката Благица Павловска истакна дека изненадена од убавините на Старо Нагоричане. Нагласи дека и представувало задоволство да учествува во изработката на вакво CD. Направивме две песни. Едната е Моренеци Кадар Девере, другата е Димитрија. Јас Димитрија имам снимено во друг стил, а тука е во паланечка тројка, онака поинаков стил, малце, ама многу ми е драго. И изненадена сум, ги слушав и другите песни, сите се добри. Значи стари изворни песни кои до сега можеби не се презентирани вака јавно на носач на звук. Градоначалникот на Старо Нагоричане Милован Стојковски истакна дека во иднина планираат поголема соработка со Сдруженијето Етно Ризница. Мене ми е страшно драго што вечерва тука ќе бидат гости, Круме Спасовски, Нино Величковски, Благица Павловска, Душко Георгиевски и уште други еминентни пејачи што заедно Старо Нагоричане, голема работа за овие луѓе што ги гледате тука, исто една голема работа. Се надевам дека и покрај Ѓурѓовден што го организиравме вечерашна вечер што имаме, се планира исто проект што го имаме за сочување на правата на малцинството во Македонија што го добивме за српското малцинство. Присутните имаа можност да го проследат и настапот на културно-уметничкото друштво Српски вез.